На една недела пред истекот на рокот се интензивираат преговорите за состав на влада помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Роковите се познати и ќе мора да има одреден епилог, вели техничкиот премиер Емил Димитриев. Очекува победничките партии од македонскиот и од албанскиот блок да ја состават владата и да се надмине кризата. Логично е да победниците ја составуваат владата. Самиот настав, како што кажавте, победник со победник доволно кажува. Нашата партија и извршниот комитет и централниот комитет го овласти претседателот Никола Груевски да ги води разговорите за составување на влада, кој ќе има нов момент ќе има изјава или соопштение за истото. Во моментов не сакам да преюдицирам било што околу преговорите кои што се во тек. Како и сите граѓани на Република Македонија очекувам да ја надминеме кризата, на никого не му е во прилог тензична состојба во која институциите се во грч, граѓаните се во некоја неизвестност. Преговорите помеѓу двете партии неделава ќе влезат во завршна фаза и тоа на директни средби помеѓу Груевски и Ахмети, на кои ќе се решаваат и отворените прашања. Иако според одредени неофицијални информации, ставовите околу двојазичноста се усогласени, при што најверојатно ќе се оди преку измена на законот за употреба на јазиците. Останува уште двајцата лидери да се договорат околу мандатот на специјалното јавно обвинителство. Прашање за кои двете партии имаат спротивни позиции. Антонио Милошевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, очекува позитивен исход, бидејќи како што вели, и кај двете партии има позитивни сигнали за коалицирање. Преговорите се во тек и во текот на овие денови повторно ќе продолжат. Разменуваме одредени мислења со потенцијалните коалициони партнери и истите ќе се водат на највисоко ниво на претседатели на партии. Ние ги објавивме двата наши принципи. Првиот се однесуваше на СЈО и дека не би правеле никакви дополнителни интервенции во она што е договорен мандат, кој што има одреден рок. И вториот принцип беше да нема менување на уставот со цел да се постигне двојазичност на целата територија на државата. И од партијата на Ахмети вела дека цел е да се формира влада и земјата да излезе од кризата. Партискиот портпарол Бујар Османи вчера во интервју за Гласот на Америка на албански рече дека треба да се почитува принципот за коалиција помеѓу партии кои освоиле најмногу гласови, како од македонскиот така и во албанскиот политички блок. Лидерот на СДСМ Зоран Заев вели дека како што истекува рокот за формирање на влада, тој и неговата партија ќе излезат со своја платформа и состав по прашањата за состав на новата влада. Рече дека очекува Груевски да соопшти дека не може да состави влада и тој да го добие мандатот за нејзино формирање. Но навлегувајќи во крајните денови од мандатот на Никола Груевски за формира влада, тоа се 20 денови истекуваат до крајот на оваа седмица, до 29, веројатно ќе бидеме принудени да ги соопштиме своите позиции во поглед на актуелниот момент кој што ја очекува јавноста. Штом ќе дојде време, за тоа верувајте ќе ги соопштиме своите ставови. Секако мандатот е во раците на Никола Груевски. Тој треба да ги даде своите коментари, своите образложенија. Ние како опозиција во моментот немаме мандат за да составуваме влада. Мандатарот Никола Груевски има рок до 29 јануари да го заокружи договорот за владина коалиција, да предложи кадри и програма и да ги достави до собранието.